Двајцата кандидати за председател на САД на своите последни денови од кампањата. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува во дневникот. Игор, какви пораки испратија Харис и Трамп на една недела пред изборите? Последна недела кампања на председателските кандидати во САД на само 6 дена до изборите во вторник. Поранешниот председател Доналд Трамп зборуваше за економијата и миграцијата во Медисон Сквер Гарден во Њујорк. Трамп пред на собраните граѓани ја обвини Камала Харис дека ја уништила средната класа. После години на градење туги нации, бранење на туги граници и заштита на туги земји, конечно ќе ја изградиме нашата земја, ќе ги браниме нашите граници и ќе ги заштитиме нашите граѓани. Тоа се нарекува Америка на прво место, рече Трамп. За разлика од него, подпредседателката Камала Харис беше во паркот кој е дел од Белата куќа во Вашингтон. Додека таа говореше, во позадина беше Белата куќа, идниот дом на еден од двајцата кандидати. Харис пред на собраните рече дека време е за нова генерација лидерство во Америка. Време е да се сврти страницата со драмата и конфликтот. Ќе ја донесам првата федерална забрана за зголемување на цените на намирниците, ограничување на цената на инсулинот и трошоците за лекови на рецепти кои не се покриени од осигурување за сите американци, рече Харис. Инаку во некои од сојузните држави век почна тоа е предвременото гласање, а некаде се водат и судски спорови за пребројување на гласачките ливчиња. Што велат анкетите? Дали некој во овој момент некој од двајцата кандидати води? Изборната трка и натаму останува неизвестна и изедначена пред изборите во вторник. Според последната анкета на Reuters Ipsos, водството на Харис пред Трамп е намалено во последниот дел од председателската кампања во САД, а во анкетата Харис останува во водство пред Трамп со само 1% разлика. Харис имаше поддршка од 44%, додека Трамп од 43%. Маргина на грешка во анкетата е околу 3%. На национално ниво, просек од 17 спроведени анкети во изминатите 9 дена покажува исто така 1% разлика меѓу Харис и Трамп, со што Харис во овој просек од анкети има поддршка од 48,2%, додека Трамп 47,2%. Со вакви податоци на 6 дена до 5 ноември, кога се одржуваат председателските избори во САД, едно може да биде јасно, дека ова се едни од најнеизвестните председателски избори во САД. Марина? Благодарам Игор Стефановски од Гласот на Америка за пораките на кандидатите за председател на САД.